Добре, криптоентузијасти. Сакам да се обратам на оние кои што се нови во крипто сектор. Да, знам дека како циклус, ако сега сте влезени, е многу страшно, посебно ако сте ставиле некој денар и сега наедно сето тоа се вратило назад, па сте изгубиле. Тој да го разбирам целосно. Секој од нас порано или подоцна бил прв пат на овој пазар. Но тоа не треба да ве обесхрабрува. Зошто го велам тоа? Значи, јас знам дека многу од вас потребно е време да го поминете материјалот кој што го поседуваме. Станува збор за екстензивен материјал, зборуваме за повеќе од 100-150 часови, така да не очекувам дека секој од вас тоа ќе го помине нели веднаш. Но битна работа која што мора да забележите е каде се наоѓаме во биткоин циклусот. Значи, зошто го велам ова? Во денешното видео, ако го погледнете после 5 часот, каде што детално разговараме за техничка анализа и каде се наоѓаме во овој циклус, ќе може да видите дека се наоѓаме премногу рано. Но не само во овој циклус, ние се наоѓаме премногу рано во целиот овој пазар. Многу пати сме разговарале за тоа. Но сега конкретно зборуваме за овој циклус. Што е битното што треба да го разберете? Историски гледано, после секој халвинг ние имаме blow off top, така. Тоа за оние кои што се лаици, кои што се нови, значи момент каде што движењето на цената на биткоин се движи во онаа бабл територија, каде што нели почнуваат сите да кажуваат како ете сега е ова бабл, многу е висока цената, после тоа ќе отиде до нула, но никако да отиде до нула, така. Што е битно во целата оваа ситуација? Значи тоа дека се случува ова бабл движење на цената, значи ова енормно движење нагоре на цената, покрај тоа што не е ништо ново, е и сосема оправдано. Значи ова е економски оправдано. Многу пати сме разговарале. Така, што представува тоа? Значи ова не е некој спонтан начин, спонтан случај каде што нели нема никаква поврзаност на движењето на цената нагоре со реалната ситуација на економските појави во биткоин. Туку е класичен пример на преполовување на приливот на биткоин на пазарот. Значи за оние кои што се најнови, да го ставиме ова во најпрецизни, наједноставен начин за да го разберете. Биткоин на пазарот моментално го има во 21 милион. Така, поголемиот дел од количината на биткоин е веќе пуштена во оптек. Така, повеќе од 19 милиони биткоин се моментално на пазарот. Останати се само уште 2 милиони кои што моментално мајнерите ги копаат. Така, тоа се оние големи компании кои што моментално имаат големи машинерии, значи нема се да навлегуваме во детали, кои што задача име да ја обезвредуваат мрежата, да ги запишуваат блоковите и сите трансакции и во исто време за тоа добиваат назад соодветна количина на награда во биткоин. Сега, зошто е ова битно? Затоа што тоа е единствената количина на биткоин која што е нова на пазарот. Така, колку повеќе количина на биткоин влегува на пазарот, нели, толку повеќе биткоин имаме на пазарот и нормално е дека неговата цена ќе почне да паѓа. Тоа е нормално правило на економијата, колку одредено добро го имаме повеќе на пазарот, толку повеќе неговата цена се зголемува, затоа што почнува да станува секојдневно. Така, сегде може да го најдете, секој го продава, што значи дека нормално дека поради конкуренција цената ќе се намали. И обратно, колку одредено средство го имаме помалку на пазарот, толку неговата цена се зголемува, затоа што е помалку на пазарот и многу помалку луѓе го нудат, што значи дека ја креваат цената поради оваа иста конкуренција. Сега, до сега ние имавме 3 последователни преполовување на количината која што моментално влегува на пазарот на дневно ниво од биткоин. До сега, во претходните 4 години, секој ден влегуваа по 400 коини биткоин, тоест извинувам, по 900 коини биткоин, значи на дневна база, прилика околу 900 коини. Значи дека сите мајнери во светот со наградите кои што ги добиваат денеска на секој 10 минути за секој блок, произведуваат околу 900 нови биткоин коини, така. Со тоа што не сите ги продаваат, нормално некогаш продаваат, некогаш задржуваат, зависи како е цената, зависи што им е потребно. Идејата е дека, еве да речеме дека сите ги продаваат, тоа се 900 коини на ден, тоа е колку влегува, значи тоа е фиксно, така. Тоа е фиксната количина на нов биткоин кој што е произведен на пазарот и кој што влегува во пазарот. Додека за разлика од тоа, гледаме дека моментално имаме најниска количина на биткоин на централизираните менувачници во историјата. Значи, во последните 3 месеци, еве четврт, од постоењето на биткоин спот ETF, имаме енормно пресушување на било каков тип на биткоин на било која централизирана менувачница. Односно, институциите, после одобрувањето на биткоин спот ETF, прават енормно вшмукување на се што представува биткоин на пазарот. Колку помалку останува биткоин и се помалку доаѓа биткоин како прилив, автоматски ова намалување на количината на биткоин на пазарот ќе вроди цената на биткоин да продолжи да расте.
Каде е сега клучниот дел? За 3 дена ќе добиеме халвинг во кој што оваа количина од 900 коини ќе се намали на 400 до 450 коини, тоа е халвинг, значи преполовување на количината на биткоин која што може да мајна на дневно ниво сите мајнери во светот. Ваквото намалување на количината уште е толку ќе го намали и така малото количество на биткоин на пазарот. За разлика од претходните бул маркети, каде што не поседувавме институции, значи институциите немаа начин како да купат и да држат биткоин, освен некои одредени компании кои што се многу ретки и кои што држаа во многу мала количина. Но во оваа ситуација сега, со појавувањето на институциите кои што имаат енормно голем апетит за биткоин, ние доаѓаме во ситуација каде што сега премногу се намалува количината на биткоин, нешто до сега не видено во било кој циклус на халвинг. И затоа, како што може да видите и сами, веќе добивме all time high уште пред да дојдеме до халвинг. Нешто до сега не видено. Секоја халвинг случка до сега, значи секоја ситуација на халвинг, потребни се неколку месеци за конечно да се приближиме до претходниот all time high во претходните 3 случаи. За разлика од тоа сега, гледаме дека all time high успеавме неколку месеци, тоест 1 или 2 месеци пред да дојдеме до халвингот. Значи дека апетитот на институциите е клучниот фактор кој што е поинаков во овој бул маркет и гледаме веќе сосема поинаков бул маркет од претходните. Затоа, халвингот представува почеток на секој официјален бул маркет до сега. Не гледам причина зошто тоа не би било и овој, а дополнително поддржано од фактот дека за разлика од претходните бул маркети, сега имаме енормно учествување на институциите. Секој ден гледаме нови институции на пазарот. Покрај биткоин спот ETF кој што беше одобрен во Америка, каде што веќе имаме 9 кои што веќе имаат акумулирано енормна количина на биткоин, зборуваме над 100.000 биткоини. Сега имаме през само еден ден одобрување на биткоин спот ETF и Ethereum спот ETF во Кина. Ова ќе почне со ефективно тргување, значи овие биткоин и Ethereum спот ETFs на крајот од овој месец. Но тоа не го менува фактот дека тоа се уште еден влез на институции на другата страна од светот, овдека зборуваме нели во Кина и во источната хемисфера. Дополнително имате Morgan Stanley и UBS, една од најголемите банки во Америка и една од најголемите банки во Швајцарија, кои што работат на тоа во најбрз можен рок да им овозможат на своите клиенти да можат да купат биткоин директно на нивните сметки, дури и да вршат кастади на овој биткоин. Така, имаме најголемата федерална банка во Германија пред само еден ден официјално го стави биткоин како средство кое што може да го чуваат нивните клиенти. Така, берзата во Германија најави дека ќе почне со тргување на биткоин и Ethereum. Од јуни берзата во Англија најави дека ќе почне со тргување на биткоин и Ethereum, овој пат нели зборуваме во spot ETFs, така речено во на некој начин соодветни фондови кои што верувам дека се многу слични на оно што го имаме во Кина и во Америка. Сакам да ви кажам дека големите држави се уште не ни почнале да акумулираат, така, и гледаме се поголем и поголем бран на институции кои што влегуваат на пазарот. Треба време за нивните клиенти да се запознаат со тоа што е биткоин, што е крипто, во што инвестираат, но се на напад, така. Значи веќе гледаме дека се случува. И затоа што ќе напоменам, ова не е финансиски совет. Јас не ви кажувам дали да купите или продадете, дали да чувате или не. Јас ви кажувам дека ова се причините поради кои што јас ни по точка разно нема да излезам од пазарот, разбираме. Главните причини. Циклусот на биткоин не е скршен. Без разлика на ситуацијата на Блискиот Исток, без разлика на се, и понатаму циклусот на биткоин се однесува во границите на нормала, во движење како и во претходните циклуси. Дополнително, овој катализатор на институции се повеќе и повеќе се зголемува, што значи дека се приближуваме до глобална адаптација. Јас не гледам причина зашто би ги продал своите криптовалути, јас само гледам пауза во која што треба да додадам кога е добриот момент да продолжам да акумулирам. Така да, уште еднаш ќе напоменам, јас не излегувам од пазарот, јас не ви кажувам што да правите вие, но моја проценка на ова е дека ние се наоѓаме на почеток на потенцијално еден од најголемите бул маркети во историјата. Дали ова ќе биде намалено од потенцијалниот ефект од потенцијална војна на Блискиот Исток помеѓу Израел, Иран и останати актери, тоа не можеме да го знаеме и не можеме да го предвидуваме. Но тоа не го менува фактот дека бул маркет ќе има. Колку ќе биде неговата успешност, тоа е веќе сосема друго прашање. Така да остануваме и понатаму да следиме оваа целосна, да речеме, економска сцена будно и нормално според тоа да реагираме на пазарот. Сега за сега, јас
ниту во еден момент не сум се посомневал во тоа што доаѓа во однос со крипто секторот. Пак ќе кажем, прашање на тоа е колку овој bull market ќе биде профитабилен. Останува да дознаеме заедно, гледате дека јас напорно работам на материјата на нашиот канал, посебно сега пред халвингот, каде што највеќе фокусираме енергија на едуцирање на македонскиот народ пред да дојдеме до следниот халвинг. Затоа што ова, уште еднаш ќе напоменам, е потенцијално најголемиот bull market на сите времиња и затоа се трудам што може повеќе македонци да бидат детално информирани за истиот. Така да ви благодарам, вашата препорака нормално за нашиот канал е енормна помош за оваа материја која што јас постојано произведувам да стигне до што повеќе македонци, а во меѓувреме, гледате и сами, напорно продолжуваме со работа, наскоро ќе добиете информации за нашиот роденденски и халвинг подкаст, кој што ќе биде, тоест тоа ќе биде нели лайвстрим, каде што ќе нели примаме прашања од заедницата. Нормално ќе добиете на време и информации кога, што и како ќе биде, нормално во сабота, само треба да го организирам. А во меѓувреме сите македонци кои што се во Малта би ги поканувам утре во Сохо, во Гзира да учествуваат на мојата презентација за злато, недвижнини и биткоин, која што верувам ќе биде доста интересна, а во меѓувреме ќе пробам да ја реализирам и за вас на нашиот канал. Ви благодарам, сега гледаме следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.